Власта и опозицијата според собранискиот спикер се договориле за усвојување на сите закони кои треба да стапат на сила од 1 јануари, а чие носење премиерот го наведе како предуслов за одржување на изборите во април. Талат Џафери не прецизираше како биле надминати разликите, чекор со кој се отвара вратата за предвремените парламентарни избори договорени за 12 април. Џафери дообјасни во кој случај може да има одложување. Не може да се одложуваат изборите ако биде избрана техничката влада, зашто таа влада има задача токму да организира избори. Собранието пак не може да се распушти ако 100 дена претходно не биде избрана таа техничка влада. За да се формира техничката влада треба да претходи оставка на актуелниот премиер, прашање кое денеска се отвори на собраниската седница. Опозицијата му одбројуваше на Заев. Започнуваме со новиот клинички центар во Скопје. Започнуваме со изградба на нов автопат Скопје-Блац. Почитувам господин Милошевски, можеме да пуштаме многу што, но тоа време заврши и тоа време е да докажа градосијата на тогашната власт која што беше смената и денеска јас сум овде да давам отчет и давам одговори и ќе давам одговори. За сабота попладне, како што брифираат од владата, закажана е средба меѓу Заев и Мицкоски. Ќе се консултираат за прашањето за техничката влада во која власта ја задржува премиерската позиција на ниво на технички премиер, а опозицијата ќе има технички министри за внатрешни работи и за труд и социјала. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.